една ваква гнасна кампања вчера слушам која ја продолжува главната трачерка во друштвото Стево Пендаровски, кој така лаконски се испушти да каже пред аудиториумот како го знаел целиот мој распоред и го раскажува пола мој работен ден во детали, притоа несвесен дека така дава до знаење дека управува со прислушкувањето како председател на државата. И сакајќи да е интересен, споменува некои кодни имиња на луѓе кои наводно ме кодошеле, а биле од моето обкружување и наводно сум знаел кои се, па да ги кажам јавно. Еве, јас јавно кажувам дека не знам кои се, но знам дека Стево Пендаровски после ваквото признание треба да отиде до јавното обвинителство, некој да го повика, ако имаме објективно јавно обвинителство, и да даде исказ за тоа што знае. Драги пријатели, браќа и сестри, во однос на тезите кои ги повторува председателот на СДСМ дека не ни се прашале. Прво да кажам дека тој пристап на прекумерно силење, па како јас сум имал треперлив глас и така натаму, е детски и типичен за луѓе кои што се плашат. Иако нема потреба да се плашат ако се честни како што велат. Но сакав да прашам од чие име зборува. Кои се тие кои не се плашат? Јас повикувам на борба против корупција, на криминалци, а тој вели дека не ти се плашиме, со што подсвесно човекот се идентификува со криминалците на кои јас во моите говори им се обрекам. И ако не се плаши, нека не се плаши. Но зошто има потреба да раскажува дека не се плаши? Човек да се чуди како промаршена кампања води, тој не бил уплашен, јас сум бил уплашен и што ли уште не кажува. Навистина, некој ќе каже детски работи. Ке си рече некој човеков хирург сериозен постигнал во животот, а се однесува во политиката како некој си трговец од Горни Милановац, што би рекол неговиот ментор и гуру. Не е доволно да си стручен во нешто, туку поважно е да си доследен до вредностите кои прават подобро општество. Ти можеш да си најдобар во нешто, но ако си морален и ако си забегал, забадијала ти е се. Еве, да му кажам најдиректно, бидејќи ме прозива, секој ќе одговара. Од првиот до последниот, секој што се огрешил ќе одговара.